Благодарам, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. МВР во координација и под водство на јавното обвинителство во текот на изминатата ноќ го расчисти случајот, откако вчера се добија информациите, се обезбедуваа доказите и беа пронајдени телата на двете лица кои се водеа за исчезнати. Иако за жал разрешницата не доведе до исходот кој го посакувавме сите ние и целата македонска јавност, да ги пронајдеме живи, туку двете лица и малолетничката од Скопје и 74 годишното лице од Велес вчера беа пронајдени од полицијата, убиени и закопани, првото во околината на Скопје, а второто во околината на Велес. Затоа дозволете ми да изразам најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите за оваа огромна загуба. Ова го велам во свое име, во име на секој еден што учествуваше и работеше во разоткривањето на ова злосторство и во името на сите вработени на Министерството за внатрешни работи. Но преземените обсежни мерки и активности од страна на полициските службеници на СВР Скопје не доведоа до сторителите на ова грозоморно кривично дело без преседан. Тие се утврдени, приведени и за нив по извршени вештачења и искази се собрани материјални докази. Поточно во врска со двата случаи, осомничени се 5 лица, од кои за 3 е веќе определена мерка притвор, едно е надвор од државата, а 5-тото лице, таткото на малолетничката, е приведено, со него извршен распит и понатаму ќе се преземаат мерки по насока на јавното обвинителство. Како што веќе сте запознати од соопштението, мотивот е користолюбие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало, го организирало извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од која што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Што се однесува до другата жртва, повозрастното машко лице од Велес, која нема никаква врска со малолетничката, директно лицето и малолетничката од Скопје. Но поради нерасчистени односи со еден од осомничените, а неговото возило Citroen е одземено и употребено при извршување на кривичното дело, за потоа ова возило да биде пронајдено опожарено. Токму со тоа возило е земена малолетничката и тоа во влезот од зградата, односно од живеалиштето, откако претходно, според исказите на осомничените, таткото споделил информација со организаторот за денот и времето на низиното излегување сама од дома. Секако главен организатор и извршител, кој со пиштол на 27.11. според досегашните утврдени докази, некаде околу 10 часот ја усмртил малолетничката, исплашен од доказите кои што може да дојде полицијата на веќе започнатата истрага веднаш после првата пријава за тоа сторено кривично дело.
Можем да ветам дека ќе сторам се, и јас, и институцијата, ова лице, или ако сакате подобро, овој монструм, на која му ја следиме трагата, час поскоро, штом стапне на наше тло, да биде изведен пред лицето на правдата. Сакам да искажам уште еден став во однос на објаснувањето за тоа зошто синоќа немаше пресконференција, туку тоа го организираме денеска, зашто претходно беше детално образложено. Меѓутоа, изјавите, пишувањата дека било неработен ден за МВР и за обвинителството и така натаму, ги третираме само како една неодговорност во овој момент, затоа што ниту МВР, ниту основното јавно обвинителство немаат ниту работно време, немаат ниту слободни денови. Напротив, во секој еден момент може да се излезе и да се соопшти, и тој момент мора да биде вистински, во вистинско време, која ќе се завршат и утврдат сите аспекти, затоа што никако во работењето на полицијата не може да стане збор за инстант пиар. И важно е да се мисли на членовите на семејствата, а уште повеќе на сите луѓе кои што работат и кои што неколку дена, а до рано сабајле, се утврдуваа сите овие аспекти и докази за кои што ви зборувам. Затоа оставивме да се завршат активностите во кои СВР Скопје беше навлезен во последната четвртина, да се изврши последниот вчерашен распит и уште неколку претреси, синоќа за кои што се чека неопходните судски наредби. Веќе е познато на јавноста дека СВР Скопје веднаш по добивањето на пријавите за исчезнатото лице, а воедно и СВР Велес за исчезнатото лице во Велес, ги презеде сите мерки и активности за нивно пронаоѓање, формираше посебен оперативен штаб со кој што раководеше началникот за секторот за внатрешни работи во Скопје. Извршени беа претреси во домови, во други простории на подрачјето на СВР Скопје, СВР Велес, СВР Штип, при што пронајдени и одземени се мобилни телефони, компјутери, возило и други предмети. Извршени се бројни разговори со семејствата, со познаниците, со пријателите, лица кои што би можеле да имаат било каква информација, а во истражните действија секојдневно беа вклучени неколку стотини полициски службеници кои работеа исклучиво на овие случаи, а истовремено, речи секојдневно се боревме и со шпекулации, со дезинформации, со лажни вести. Сакам да кажам дека станува збор за изолиран случај, инцидентен случај на организирана група од криминалци, од бандити, од монструми, кои сакале да изнудат финансиска корис и кои што го познавале семејството. Покрај на медиумите за професионалното известување, сакам да се заблагодарам и на сите добронамерни граѓани кои сакаа да помогнат во истрагата со десетици пријави по кои што полицијата веднаш излегуваше за да ја провери веродостојноста на секоја една од нив и да видиме дали има основаност во она што се покажува. Но посебна благодарност до македонската полиција, скопската
велешката, кои неуморно се вложија да ги изнајдат и чезнатите, успеа за рекордно брзо време да се расчистат вака прецизно испланираните брутални кривични дела, да ги пронајдат телата и воедно да се заблагодарам на целиот тим од обвинителство, со обвинителите и со основниот јавен обвинител, кои што паралелно работевме преку комуникација, преку издавањето на потребните наредби, превземањето на низа мерки кои што донесоа да се расчисти случајот. Уште еднаш, наспроти шпекулациите и дезинформации за етничка заднина на случајот кои што вчера се појавува од лица кои што сакаат и на овој начин да пристапат кон подгревање на меѓуетничката нетрпеливост, должен сум уште еднаш да напоменам дека сите осомничени се од македонската етничка припадност. Благодарам.